Здраво, 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 мили драги мои, уште едно издание на Шопска шоу со Томче, се разбира со мене. И добре дојдовте во саботното издание на Шопска шоу со Томче. Тука сме само со една причина да презентираме и да покажеме што е тоа што го имаме спремно како доручек, односно предлог доручек за вас и кои се местата што можете да ги посетите на местото каде што бевме денес. Јас ви кажам пак дека се наоѓаме на веќе позната локација. Беше меѓу првите локации кои што ги посетивме. Се наоѓа, станува збор за нас Илинден, меѓутоа додека шетав јас таму, знаете како, доаѓам јас во Илинден и си шетам и си наоѓам локација една за снимање, викам, добро, тука може, си завршиме со снимање све, си продолжи да си шетам понатаму и како што се движам, уште една локација, уште една сеничара, уште едно интересно место. Викам, па ова е невозможно, па чим има интересни места, ја и по втор пат ќе го посетам нештото и по трет пат ќе го посетам местото и ќе дојдам се додека има интересни работи што може да ви се презентира. И токму поради таа причина сме втор пат во Насав Илинден и едно од работите кои што јас би сакал да ви ги кажам за како најава чисто за тоа што ќе следи и тоа што ќе може да го видите е дека Марко заедно со неговиот татко имаат направено една фантастична работа. Прво Марко бил работел таму некаде во странство. Татко му го почна целиот овој бизнис како со кетеринг, како со услуги, како со такви работи. Па после дошол Марко, тато јас вика ќе идам малце да работам странство, да идам како е да го испечеш занаето таму. И отишол малце работел таму во странство. Па спечелил искуство. Па се вратил тука Марко и направил еден прекрасен, одличен угостителски објект, сендвичара, место, локација кај што не можеш да отидеш и да останеш равнодушен, да ви кажам. Значи има сега што ќе дадеме како предлози од Сабајле, имаме 4 до 5 страшно добри хамбургери и едно такво убаво купче помфрит со неколку сосови. Јас веќе кога почнав да евоцирам спомени, почнам Томче, не се препотуе, нема ништо за јадење, се уште нема ништо, меѓутоа од Сабајле само има најава каде бевме нели во Илинден и што се случи, што е тоа што го видовме. Јас веднаш ќе побарам од режија да го пуштат прилогот, односно тоа што го снимивме на терен и како си поминавме, каква гастрономска авантура доживеавме таму, а веднаш после тоа се враќаме во студио назад за да ви кажам и некоја информација, две интересни што се случило, како се случило позади камера, што вие не ги видовте и не ги знаете и да се објасниме за крај. Да видиме како беше нашето доживување и нашата гастрономска авантура во Насав Илинден по втор пат. Марчело, фантастично место. Мили драги мои, се наоѓаме повторно, по втор пат, во Насав Илинден. Зашто? Затоа што кога еднаш ќе се погоди до ручекот, а посебно ручекот после тоа, како да ви кажам, ќе си посакаш повторно да дојдеш, повторно да го осетиш сето она што се вика убавина, што се вика миризба, што се вика вкусови, што се вика убаво подготвен доручек, убаво подготвен ручек, ама за да можеш да стасеш до ручекот, што се случува утре дента, мораш прво да направиш салам доручек и да добиеш информација за местото каде што се наоѓаш. Јас полека движејќи се, моите вредни ноџиња ме донесоа до ова место тука, во Насав Илинден, кое што е на самиот пат кај што вегетираат, односно има сообраќај, и тука дојдовме до Бургер Хаус Марчело, каде што ќе проба денес да не најдат, односно да ни покажат што е нивниот најдобар доручек и дали тоа ќе биде нашиот најдобар доручек. Ќе да не ве држам гладни, ајде по мене. Здраво, здраво, Горан, како си ми, добар ли си? Љубо ми е што те најдов. Благодарам. Мили драги мои, како што гледате, полека патот ме донесе до Бургер Хаус Марчело, а тука како соговорник имам Никола Јовески. Па добре дојде Никола и Добре дојдете. Мене ми е добре дојде во емисијата, ние дојдовме кај тебе на гости, а мене ме интересира Бургер Хаус Марчело. Зашто Марчело? Марчело, Каде името? така, Марчело е по нашиот шеф во Којна, уствари собственикот Марко Јовески. Така?
така е добиено името покрај Го него. мексиканизиравте Марко? Да. И Марчело. Иа! Ај. Марко донесен од беше малце надвор од Македонија. Така? Работеше во мексикански ресторан, кај што Ама се во научи Мексико работел. не, во Нов Зеланд, али во мексикански Да, ресторан, кај што научи некои идеи за Финти и што се ви, не ги каже. не кажуваме затоа што треба да дојат да пробаат. Така е, кој сака мексиканско-македонска храна, еве каде може убав доручек мексиканско-македонски да се Да. касне. Инаку- Колку време постои Марчело? Значи Марчело постои од 23 септември месец како сендвичара. Инаку Јовевски Марчело фирмата Да. работи веќе 5 година со изнајмување на опрема за евенти. Така. Значи така, комплетна опрема со од шатори, маси, Со луѓе. столици, да, комплетно. И луѓе изнемуваме, ама после мора да си ги земеме да ги вратиме назад, не ги даме, не ги оставаме. Да, и од 23 година почнаме и со храна. Значи сега сме комплетни за било каков настан. Така, Да, ние сме спремни за да одговориме. Добро, ај кажи ми сега за овој наш предизвик најдобар доручек во Илинден по втор пат. Затоа што еднаш веќе имав ја еден доручек во Ланч Бар Феникс. Сега да идеме доручекот што ме донесе тука во Марчело, каков ќе биде и што е тоа што вие го нудите, односно што може да се најде на вашето мени. Така, ние имаме поголемо мени, уствари бургер, од бургери, борита, киселини. Само не ми се свиѓа ова што го имате мојот веган бургер, мојот. Веган бургер ќе дојде и што јаде тој? Како викаш, ај побрзо ксни го бургерот додека не, да не ти овене бургерот, мојот побрзо ксни и бега, еде тере. Не, ова е уствари веган бургер за тие што не јадат месо. Не знам, затоа ти кажам, да не му овене бургерот му го даваш, викаш побрзо ксни додека да не овене после тоа. Лескавицата се прави од наот и зеленчук. Ние Марко ја прави кај нас. Така. И така да треба Ама да тоа е се нешто треба што да е се проба да се види. мексиканско донесено, пошто ние таму во Мексико они јадат све живо. Како се што све пепел се прави. Така да затоа ова го имаш веган направено тука за да може да одговори. А пошто е специфично менито, значи каде е таа македонско-мексиканска жичка што ја бараме ние? Да, вака се имаме борита, пример. Добро. Тоа се исто ево вака се ќе видиме одека. Борито мексикана, значи со мефце чисто македонско, со Така. ченка, со црвено гравче, кашкавал. Така. Тие се нормативи кои наменици што има внатре, уствари битни се и со себе. Оние што ги малине, прави- Тоа оние- се прави во тортилја, ролована, Да, ама во и голема или во мала тортија? во голема, триеска, така да А како што доволно нашата е 30, кај е мала тортија. не може да нудиме нешто ако нас не најадува. Значи, Нормално, Макдоналдс, дај ми 12 хамбургери. да. Значи ние еве да ви предложам нешто што као Не, мене ме интересира дека сега, ако ова е менито што го имаме и што е тоа што можеме да му понудиме на оние што се извинам ќе дојдат и ќе ве посетат, ќе не посетат. Мене ме интересира да доаѓаат на пример четворица другари така. или два пара, дечко и девојка, ама што е тоа што вие би му го понудиле на нив, а секој даде различно нешто, Така. а да бидат онака заинтригирани за да може да дојдат пак или што е тоа што вие најмногу се гордите првите 4 јадења што би ги препорачале на луѓе што ќе дадат странци кои ќе чекај, не странци, мислам странци можат да не се од Илинден, да не се домашни тука, да се од некоја друга насоба или да се едноставно од друг дел на Македонија. Па вака ние јас би ви препорачал од нашиот бургер Марчело. Така е. Да, бидејќи името го носи и е можам А тој е силен како Марко, голем, така. силен ваков крупен како Крупен, Марко, како така. нас. Да може да те најаде. Да. Марчело бургерот, значи од пескавица, имаме тука сендвичот на чич. Уствари тоа е О, ми го збореше тоа чич. да, тоа е чисто месо, готвено месо од плешка, свинска. Ма се мораш да кажеш за чич. Кој е муабетот за Сега чич? ќе да кажам чич кој е. Чич е уствари газата на Марко што работеше во Нов Зеланд. Што Тој македонец, така? Македонец, Благоја се вика. Благоја? Да го поздравиме, Чичко Благоја. Да, Уствари сендвичот ова Джино ресторан е познат у Нов Зеланд. Ама ова знаеш ли зашто сика чич? Зашто чичко е на македонски, ама Да. чич на англиски. Чич, come over here, чич. Така е, да. Македонско австралиска варијанта. Да. Добро, значи сендвичот на чич, Марчело бургер. Да, и ќе ставиме една свинска киселина или пилешка, Добро. киселина, исто тоа е што Исто овдека тоа е мексиканско, да. ретко у тортилја е. Ќе го замолиме Марко сега ќе ни направи од све нешто и да видиме и да пробаме. Готово. И уште еден ќе промовираме денес, прв пат пред вас. Добро.
ќе ставиме бурек со чисто бургер со чисто месо. Ја реков бурек у хамбургер со плескавица. Викам, многу јак ќе биде тој доручек, многу силен. Устави ќе биде мастер бургер, ќе се вика, и ќе биде од свинско бутче и слајсувано со сосеви Марко што ги прави салати од нашата кујна. Не можам да чекам. Дали може да му кажеш на Марко да му пренесе шабер од мене, да го поздравиш и да му речеш да почне да ги спремам и работа, пошто почнеме веќе. Да не тежа да. Да се спремаме за доручек. Сега ќе направиме тука и гледачите да видат и да пробаме. Нормално. Ги повикуваме сите да тука и да пробаат комплетно нашето мену. Апсолутно. Кој сака вака мексиканско-македонска храна, Да. Има тука многу интересни работи што сега не ги спомнаме. Значи има тука и тартар бургер, има македонски бургер, со селско лепче, со има вака македонски бургер ти е марчело бургер со бекон бургер во македонско лепче, заедно ставено, и имаш турбо тост од озгоре и од оздола, мајков, и тоа се сеше на 2 за 20 догадат порција. Ама јаки момци, не може тука некој веган да дојде да не се превртиме, значи да може мушки да издржиме, бара бе снага, бара муж да бидеш. Може да е тука дете некој или нека ситна поранија тука. Не бе, машко, муж, истинско љубов со рука баб, еден марчело бургер, значи да може да изеде количина. Сега идеме да видиме што ќе ни донесат за да доручкуваме. Поздрав до Марче, односно до Марко, за да може да ги донесе сите работи. А вие, мили драги мои, чекате да видиме додека не дојде тестирањето, односно гастрономскиот дегустаторски предизвик. Нема што да ви кажам, инсерти гледате. Здраво. Благодарам. Овие ти се вулкански камења на кои што ги служите? Дали ќе видиме достоинствен да му излезам на пресред на овој доручек? Ќе видиме, ќе се буткаме на рака со доручекот. Така е. Како беше тоа вика, ако изедеш све ово без парите, ако не ти платиш. Така, ти благодарам, Марко. Ова не се јаде со голи раце. Ова се јаде само ако си добро опремен, а јас сум секој пат нели добро опремен и ставам ракавици, не значи дека некој ќе му правиме нели преглед на простата или ќе правиме колоноскопија, ништо. Ова е чим се црни ракавици, ова е или за подготвување на храна, кулинарство или се за дегустација на храна. Почнуваме прво со нели прекрасниот помфрит, затоа што тука помфритот го сецкаат и го прават на ребра, за да може да биде зашто исто како да едеш ребро. Значи со сосче посебно, ова е барбекю сос, заедно со наребрен компир, заедно со исецкано пилешко криспи и сето тоа полијано со ова што е со барбекю сосот претпоставувам, и има кашкавалче чедар тука, по тоа што ми личи. Ми делува дека е чедар, па да идеме сега дали ова салата Цезар салата, ова е македонско-мексиканска Цезар салата. Ова е Крали Марко салата, не Крали Марко салата ова. Дали ќе ги задоволи на нашите апетити, дали ќе ми даде буст за и ово утре да бидеме како што треба. Значи како може да видите, наребрен компирот, сошче на сите страни доволно. Еве го крцкавото пилешко, не мислите дека ве лажам. И вториот залак уште посладок. Ајде да го пробаме на чич бургерот. Една работа што треба да знаете, дека иако постојат многу малку време, само 3 години, релативно малку време, мислам, ни малку ни многу, доволно за да може некој да ги дознае, меѓутоа иако постојат 3 години, тука може да се каже дека менито има така специфично интересно, што во својот состав немате обичен класичен хамбургер. Не може да еш хамбургер.
Но сакам два хамбургери не може два хамбургери. Или ќе мораш чич, или ќе мораш марчело, или ќе мораш чикен криспи бургер или ова што е со пешкава, нешто, ама некака комбинација мора да одбереш, или quesadilla или бурито, нешто мора да се одбере, затоа што ако добиеш обичен хамбургер, тоа ти е како сува храна за рипчиња. Само колку за да преживееш. Не, тука дојдеш за да се чувствуваш убаво, кралски. Кралски во што е во престолнината Илинден се наоѓаме и тука се чувствуваме кралски. Зашто? Затоа што јадеме кралски, доручекот е кралски. Добра. Ева прво да ви покажам значи како изгледа чич хамбургерот. Чекајте сега да видите вака. Значи ево. Видиме се, видиш. Чекај се само и кисела крстечка, да. Сега на страна од ова. Одлично. И ова вака се зема. Да. Значи ако ви кажам дека чич хамбургерот е хамбургер што има во него мевце, ова месо онакво убаво, па сработено, па стокмено, па расцепкано, надано како што треба, па на него ставен сос посебен, кој што се прави тука, го прави Марко, значи он прави различни сосови. Ако имате вие некоја желба да дојдете, значи да смислите некој хамбургер или бургер некој да смислите, например, што ја би смислил да речеме бургер со полнета свинска срна. Значи меѓутоа зимаме мала срна, бамби го зимаме, го полниме во во дива свиња, а дивата свиња во мечка и после тоа наражен се и после тоа сечеме тенки парчиња и ги односно или ги оставаме да се исуши, да се не издими и после тоа тенко се сечка и се служи вака со созвезен сос. Но само кај Марко тука може. Значи само во Насабилине. И сега кога станува збор за чич, овој бургер е направен и се вика сендвичот на чич затоа што чич бил специфичен. Значи бил многу ситничар, и он морал да му биде исцепкано, немал заби, предните два заби ги нема, мост има ставен, вахтав што збора, и заради може да биде меко јадењето, он морал да биде расцепкано месото, па посебен сос да биде од доздола намачкан, посебен сос од озгора, кетчап, мајонез со сите нишани и да може чич да го голтне, нели? Сега ние не сме како чичам, ќе пробаме да видиме и кромич од доздола има, за разлика од другите бургери кои што се, според тоа што видов тука, има карамелизиран кромит, тука има свеж кромит исецкано, за да може да даде посебен вкус и да биде крцкаво направено. Лепчето е секој пат тази убаво, затоа што тука на Марчело они вака е, шајка е со тие што прават лепчиња и што ги печат во фурна и секој пат му ги носат тука најтази и најубавите лепчиња. Ајде сега. Да не остане ништо. Пане. Ево како изгледа. Може? Може да пробаме. Кој мисли дека ова нешто е само за стари луѓе? Значи ја ќе ви кажам и во моментот ќе ве демантирам дека тоа не е точно. Ова има онаа свежина на свинско месо, кое што е исцепкано, ама не само што е свежи и што е убаво направено, подготвено за да биде меко, за да може и повозрасен да го касне, него го има оној сок, ама има и една крцкавост, која што после извесен период останува на самото месо, што доаѓа како да си добил парче од свинско печење. И тоа не е во Србија, туку во Македонија, ама исцепкано онака средено стокмено само за тебе да го дегустираш, како кога ќе дојдеш она и кога ќе му направиш на кожичка на крк, так, за да скршиш. По ова е исто тоа, само што е од внатре, мекото, убавото и со тебе, за тебе со сите нишни направено специјално за тебе да можеш да го дегустираш. Видите што е ова една четврта, мислам редно време да се покажам јас на дело дека четврт за мене ништо не е, јас секој пат јадам по четврт хамбургер, никој пат не јадам цел хамбургер, значи 4 четврти јадам, не јадам никој пат цел хамбургер заради диетата, таква ми е диетата, 4 четврти, никој пат цел хамбургер. Петка, чиста петка. Фантастично. Морам да размислам ја на другиве. Марчело бургер, зашто сика Марчело бургер? Затоа што Марко е газата,
Он бил нели во иноземство, во странство бил, и он таму има сите финки, сите финеси, што ќе на сите детали научено околу тоа како да се изработи вака убаво прекрасен хамбургер со убаво лепче вака да свети. Исто како на рекламите, кога го видиш онака стварно колку убаво изгледа. И кога отвориш вака внатре, пак јајце. Значи ова во насаба или ако нема јајце не е хамбургер. Значи имаш цело јајце, имаш одоздола како што можеме да идам плескавица 170 грама телешко месо. Телешко месо така. Така, јунешко месо и имаш парчиња сланина заедно со кашкавал и со јајце. Јајцето од домашна кокошка. Ама не од тие лутите, ова е мирна кокошка што си си пасела по дома сама. Никоја нема налутено од сабајле. И така, ето тоа е тоа. И одоздола се сервира нели на подлога од салата, патлиџан и има посебен сос, овој сос е барбекю. Или не? Бургер сос. Ева да видите како изгледа во пресек марчело. Значи еве што ви зборам ја. Јајцето тука е, плескавицата 170 грама јунешка, патлиџанче, краставица, има кромиче, има сосче од ова што е не ова барбекю, ова е бургер сос. Ето така, значи специјален сос и имаш помфрит од страна, за да може ако не се дојадеш, ако не ти биде доволно, да имаш простор за да каснеш. Ева вака се, да се наместиме, за да може да го дегустираме и овој деликатес. Марчело бургерот го ставаме во погон. Ајде. Ма да се лизга ова, значи ова мушки треба да се сработи, значи не ова вака лабаво, чека, морам да застанам од тука. Многу добро. И сосовите стигна. Уште една петка. Ако ви кажам дека ова мора да се проба и да се дојде, ќе мислите дека ви раскажам приказни, меѓутоа луѓе, топло ви препорачам. Кој не зашто да проба ова плескавица, не зашто да го проба овој бургер. Исто како да не си јадал никој пат во живот било каков бургер. Ова е тука некаде горе, а после дајат сите оние други нешто сме ги јадели до сега. Веруете ми на мене, 470 села, еден куп места, простори кај што сум јадал, марчело е местото. И ова мора да се проба. Сега да пробам, значи вака сега што имам за вас специјално, нема да седнам, ќе стојам понатаму, зашто морам да ви соопштам и да ви кажам уште една работа. Ова што го имаме тука од мојата лева страна денеска е специјален бургер што го има направено Марко за мене, за мојата посета тука. Ја може да крстиме Шопска шоу бургер, ама не знам да не испадне, ајде со сила куме, не да името куме. После ќе испадне, ајде куме да го жениме, па да дојди на свадба, па да дадеш машина за перење, па. Значи, еве, гледате. Карамелизиран кромит, парчиња суво месо, одоздола со сос, со кисела краставичка, со домат и субави 2 парчиња домашно репче. Да исечеме четврт да ви презентирам. Како тече сосот од страна, браво, браво. Марчело секоја чест. Добро. Да ви покажам сега на сите. Ајде. Да видите. Тарам. Знаете како изгледа? Значи, парче суво месо, направено. Малце само подпечено на скара, фрлено на само да напри. И веднаш после тоа ги задржува сите сокови, одоздола ставено сосче,
одозгора карамелизирано кромиче и една кришка кашкавал. И сос има одоздола со свежо кромиче. Одоздола е свеж кромич, не зелка. Каква? Коуслоу. А коуслоу салата. Знаете, ако знаете, знаете, ако не знаете, ќе научите. И ова го се пробува се прави или со колку е добро или Па. Смеам да го полечам зборот за Марчело, да си останам ја на новото. Шопска шоу ми е омилениот бургер од Марчело. Ова нема крај. Ова нема крај, ова преболго. Петка. Мораме се тоа сега. Малце со чашка преболго домашно вино. Да за Никола на здравје. Што големо. Значи, луѓе, мили мои, драги мои, ако ви кажа за Марчело, дека мора да се проба. Марчело, доаѓате и тука го конзумирате на лице место и правите леле колку е добар. А шопска шоу бургерот, си го поручите, си го взимате дома. Пошто ќе почнете да вриштите од ова колку е добро, да не ме слушат надва некој моите комшиите ќе мислат дека се тепате дома, пака дома моето си затвори све, почнеш да и вика, вришти, дели се што сакаш прави, моето воодушевено да, и после се скачаш мирен. Што беше комчето, телевизорот пуштен на погласно, моето да гледам една вестер филм, со Индиана Джонс беше со Џон Вени и пукање имаше многу и вика индијанци ти заради тоа. Мора да се. Јас тука ќе завршам и само ќе ве поздравам и ќе ви кажам дека ние се гледаме повторно во утрешното издание на Шопска шоу, најинтересното и најгледаното шоу во Македонија, поврзано со угостителски објекти, со најдобриот доручек, со презентација на угостителски места што имаат убава храна и се разбира место, локација и фреквенција каде што храната има шоу. Кој е? Шопска шоу, да не се лажеме. Се гледам утре. Мили драги мои, се враќаме назад во студио и го видовте Марчело, слушнавте информација 2 околу Илинден, што го дополнија оно искуство што беше претходно покажано и презентирано кога стана збор за Ланч бар Феникс и за, се разбира, Цесарица. Сега сме во Илинден, како што напоменавме втор пат. Марчело е сендвичарата која што немам зборови, значи после тоа што го видовте, излишно е што и да ви кажам понатаму. Значи, една работа, втора работа, која станува збор за Илинден и тоа што го снимаме во тоа што претходно го видовте на терен, за време на снимањето, што се случи позади камера. Позади камера се случуваат две работи. Првата работа е што доаѓа татко му на Марко и вика:
да ви кажам ја, дали би сакале, вика, со вашите сендвичите, нешто, кога дегустирате, да пробате, вика, имам домашно вино многу добро, и викам, дај да видиме сега, ако има домашно вино, дај да видиме зашто станува збор. И испадна дека е многу добро виното, да го пофалиме виното на Јовановски, нели, на фамилија Јовановски, а воедно и да ви кажам дека позади камера, кога му седнаме после тоа со колегата, снимателот, на носилки не нося, не изнесува до кола, не ставија моето у кола и моето се јави од дома, викам дај може ли некој да дојде да не собере моето, да дојде да извози колата до дома за да може да се вратиме, зашто ова е невозможна авантура. Ама вие не смете да заборавите дека на ова што е тие се само работи и се локации кои што ви ги представуваме, кои што вие можете да ги посетите, нормално, да ги видите, да се уверите во тоа што е дали на Чико или на Чичо бургерот е стварно добар, дали ова што е Марчело хамбургерот е толку стварно фантастичен како што го прикажавме и сето тоа дали ги заслужува ние лижења прсти, како што, а и да знаете дека ви дават ракавици, само што ќе дојдете да си направите албум. Так, црни ракавици си ставате и почнувате со јадење. Тоа додека не ве видат вака да погледат вака да ви биде малку. И да не знаете кај терате, но до тогаш не ве пуштат. И после тоа само ве насочува кај ти е колата што кола си дојде со таа. Овој пред си само право терај и те пуштат и толку. Да не заборавите вие да ве потсетам дека на социјалните мрежи има на Facebook и тоа како Шопска шоу со Томче, на Instagram Шопска шоу со Томче и се разбира на YouTube може да не побарате како Шопска шоу со Томче, никако поинаку, зар не? Немој да го утнете утрешното издание на Шопска шоу со Томче, затоа што имаме како недела ден имаме предлог ручеци, што е тоа што можете да го ручате или што е тоа што можете да го најдете повторно во Илинден, меѓутоа на нова друга локација, на ново друго место, овој пат е Royal Food Злате. И со Злате таму ќе си правиме моби, ќе се дружиме, па има шопска, па има мезе, па повлекува тоа и едно по една ракија, па што да ви кажам? Ама сега да не ви откривам. Така. Не се бриши малото позади камера. Немој сега, немојте. Ќе да договориме групно, ќе отидеме некој ден, ќе дојадеме све што треба. Па на крајот да кажам, нели така е све гага. Нели? Не, се шегувам, значи голем поздрав до сите вас кои што не пратите, кои што не гледате и голем поздрав до сите оние кои што ни помагаат. Ја би сакал да се поздравам екипата и снимателите што се позади камера и се разбира луѓето во режија горе кои што помагаат и ја прават реализацијата на оваа емисија да биде вака прекрасна како што е. Нема да забравите да не пратите на социјалните мрежи кои што ви ги напоменав и да не забравите утрешното издание во 10 часот почнува на Шопска шоу со Томчи. Го имаме најдобриот ручек во НАСА Илинден повторпат. Тоа е Royal Food Злате. Епа толку за денеска. Се гледаме дечки утре. Поздрав, чао!